Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случится. Смерть не страшна, и ни разу встречал я в степи. Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случится. Тука во овие медали ми е и здравието и надежите, се тука собра. Имам добиено за борбите 2 медали заслуги за народ и за мојата општествена работа само 1 медалја на трудот. Требаше повеќе, меѓутоа оставав секогаш на моите раководители, оставав на партијата да види. Меѓутоа таа изгледа виде само за себе, за мене не. Јас сметам дека според своите можности сум дал многу, а може би негде и мало. Меѓутоа, општеството, кому му дадов се, не ми даде толку. Му дадов многу. И здравие му дадов. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često udes nam grubi, šale zbijati zna.
Zato mislimo na čas da je to ljubav žarka, al taj žar prođe za čas kao blijeda slika sna. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plan izgubi, tad i prestaje sam čas. Се надева, а и ние ги не сочувавме, и им кажувавме дека во социализмот ќе станете луѓе, ќе бидете учени, некои од вас ќе бидат работници, некои ќе бидат службеници, некои ќе бидат и земјоделци и така натаму, кој што знае. Тие децата не веруваја во тоа. Шо ме гледате? Крши, ајде! Во работата со домските деца од 1950 до 52 година, реков дека не сум единствен јас што сум ги воспитал тие деца, туку јас си реков дека сум задоволен ако во ѕидот, а ѕидот ми представува живот, барем има мој еден ред тули ставени, да се познава мојот труд. Ние ги учевме дека дошло време кога на власт е работничката класа, кога трудот ќе се цени и ќе треба да бидат врвни работници, градители и бранители на оваа социјалистичка држава. И нормално пароли пишувавме да живее трудот, да живее Сталин, да живее Советскиот сојуз, да живее Комунистичката партија на Македонија, да живее Лазо. Потоа предавања или ги носевме во кино да гледаат такви филми, се во тој дух. Па во основа ние ги предудедувавме дека социализмот ќе живее 1000 години и дека поубав строј од тој социализам нема. Во животот, според една книга што сум ја прочитал, еден руски писател, Корчегинова среќа, тој вели таму: животот да го поминеш така, кога на крај ќе се завртиш, вака, да не се гадиш од него, туку да си ведор и постапките што си ги правил, да ти се чини дека уште толку ќе живееш.
Попусто градев магистрали. Запостела ми беа сончани дни. Попусто копав темели за хали, за градби од бајки и сни. Попусто редев бетонски греди, правени од коски и крв. Попусто ги мерев со педи, растегнат бев и секогаш прв. Попусто лекував рани, од удари силни со арџосан клин. Попусто ме пареа слани, а ја се уште бев цврст како џин. Попусто истрошив снага и зад себе не оставив дом. Попусто ме проголта лага, отиде во неврат мојот сон. Па обично тие деца беа на возраст од 1 до 4 делење. Како што се сеќавам од тоа време и на основа на прибелешки од тоа време што сум ги водел, најпрестап беше, се сметаше бегањето од домот, надвор од домот. Имаше случаи да бегаат дома, случаи повеќето да одат, мислам, по земање, црешњи, јаболки, круши и да престојуваат така во природа, особено летно време. И сега кој ќе дојде, а некој ќе ни ги донесува милиционери. Деца мали, некој сами ќе дојде, и сега што ќе ги казниш? Деца како деца тие. Тешки физички казни не сме употребували, а ти сме сметали дека ништо не може да се постигне со тоа. Ние имавме деца, домци и оставени од германски родители. Дори сме имале и бегалци од Албанија. И од нив сме имали. Меѓутоа, немало никакви трзавици меѓу нив. Деца како деца се сметале, заедно јаделе, пиеле, спиеле, си оделе на училиште и така натаму. Тоа беше меѓународна организација која даваше прехранбени артикли. И тоа беше голема, мислам, привилегија и голем знак дека веќе се подобруваше исхраната преку мора. А и облеката, меѓутоа, многу битна беше исхраната. Зашто таа исхрана само од нашата држава во тоа беше скудна. Навистина. Децата велико веќе им дававме, да кажеме, од лешници, како мед беше, па тоа од умра кашкавал и така натаму, нормално беше. Меѓутоа, најнеумилено јадење кај децата била гершлата. Знаеле деца и да ја фрлат, и да демонстрират, да штрекуваат, да не јадат. Не јадеме гершла и ќе фатија чиниите наназад. Деца како деца, тоа. А воспитувачите, не знам, меѓутоа, покрај нивните карактерни позитивни особини и партиските задачи кои се поставува во тоа време, а тешко да беше некој неорганизиран во тоа време во такви установи. Морал да биде член на партија или член на СКОИ. И тамо не се смеело да се земе ни трунка нешто. Оти се сметало дека ќе идеш на партиска одговорност, ќе те земат и како просветен работник. Тоа не се знаело како што има кодекс и кај други занимања, така и во просветата. Тоа не смело и никој е случило да се земе нешто од нивните. Тоа што било одредено за децата стриктно, дури не само што се водело сметка од страна на воспитувачите, то се водело сметка и од други поголеми органи. Во тоа време морал значеше се што е општествена задача, се што е партиска задача, се што е младинска задача. Таа мораше да биде напред, а личниот интерес и личниот живот, тој беше на втор, на трет или на четврти план. Не смееше задача да се не изврши. Беше голема дисциплина на еден состан, партиски. Ако 5 минути некој закаснеше,
веднаш се затвораше просторијата и следниот состанок веќе се знае дека си на тапет и се знае дека ти следува казна. А тие казни бија толку, мислам, и тој режим, така да најдобри другари кои што ти биле, те бойкотираја. Не зборуваат со тебе, не се мешаат со тебе, не те повикува. И ти сега представуваше што се било како една црна овца по едно стадо. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često udes nam grubi, šale Сме се сретале први кај столбот во учителска школа, кој што сега седи, се уште кај порталот. Јас сум бил во град, сум се вратил, како обично. Таа стоела покрај столбот, со раката прекрстена, јас сум поминал, сум заминал, после го разбрал тоа, и тоа во првите моменти. Не, и сметам, тие моменти ми останале не повеќе во животот. И ден денеска, кога идам во Скопје, обавезно одам на тоа место, на тој портал, ќе замислам малку и ќе се сетам сите тие работи. Таа неизбришлива слика од секој. Seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Ние бевме како генерација, а и предававме на младата генерација дека социализмот е најправедно општество од сите досегани општества. И нормално немаше, да кажеме, одење, ако ги носевме децата во строј, ако бевме тука на некоја природа, да не ја запееме песната таа Америка е енглеска, биќе земја пrijateljska. Меѓутоа, сега гледано од овој аспект, навистина сме се излажале во тоа. Ниту Америка стана пролетарска, нити Англија, нити ќе стане. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.
Увидов во животот, може би 99 насто, да речам, кој му дадов леп, не ми врати со леп. Ми вратија или со камен по глава, или ми вратија со песок во очи. И тоа јас сметав и сметам, и ќе сметам во иднина, пред својата совест да сум чист. Добро вечер, почитувани гледачи. Додека се преговара, договара и заканува, во Босна и Херцеговина војната продолжува. Денеска се војувало на подрачјето на општина Братунац, Маивица, а инциденти имало и околу Магори. За престрелки на подрачјето на Сараево соопштуваат силите на УНПРОФОР во овој град. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mañanas bring joy through the years. Away from these wheels, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
животот да го поминеш така, кога на крај ќе се завртиш, да не се гадиш од него, туку да си ведор и постапките што си ги правил, да ти се чини дека уште толку ќе живееш.